Се сеќавате минатиот пат, започнавме со една серија, која што јас ја насловив едноставно како Агапе. Денеска ќе имаме вториот дел. Колку дела ќе содржи, не знам, ќе ви кажем повторно, а ќе заврши 2016 сигурно оваа серија. И верувам дека ќе ни послужи, меѓу другото, и за подготовка за Светата вечера. Веројатно ќе има мисли кои што ќе не насочат токму кон неверојатно сигурно ќе има мисли кои што ќе не насочат кон тоа дека треба се измириме, треба да достојни да дојдеме следната сабота и да ја примеме Светата вечера. Иако тоа не треба да биде случај само од 3 месеци на 3 месеци. Туку секогаш постојано треба да имаме добар однос со Господа и добар однос, ако имаме добар однос со Господа, ќе имаме и меѓу човечки односи добри. Меѓу другото, оваа серија ќе изобилува токму со тоа да се поучиме како да ги подобриме меѓу човечките односи, затоа што ако имаме таа агапе љубов, тоаш нема да има проблеми во нашите меѓучовечки односи. Минатиот пат спомнав, пак ќе кажам, јас, барем така гледам, една од најголемите причини што редовите ни се празни се токму тие нарушени меѓучовечки односи. Се сеќавате минатиот пат, еве да се подсетиме на стихот, односно на таа заповед нова која што Исус ја дава. Која е новата заповед што Исус ја дава и во што е нова? Вели, љубете се еден со друг како што јас ве возлюбив вас. Значи, прво кога ќе ги сумира Божиот закон во 2 заповеди, ќе каже љуби го Бога и љуби го ближниот како самиот себе. Меѓутоа сега вели, љубете се еден со друг како што јас ве возлюбив вас и се принесов како жртва за вас. Значи, вистинската љубов е љубов која ќе се жртвувате, која ќе бидете спремни да, ако треба и се жртвувате за братот и сестра. И се сеќавате минатиот пат, започнавме со прво послание до Коринќаните 13 глава и видовме на самиот почеток во првите 3 стиха дека и за добра комуникација е потребна таа божествена љубов. Значи не фини и убави зборови, туку љубов. А ако има љубов, ќе има и фини и убави зборови. И за добра репутација и вистинска репутација е потребна љубов. Значи, вие може да имате вера, може да сте познати по тоа дека имате пророчки дар, значи може да имате еден куп дарови. Меѓутоа, ако немате љубовта, пак залудно е тоа. И љубовта треба да биде вистинска мотивација за било што правиме во нашиот живот. Ако е нешто друго, тоа пак е ништо. Пак се множи со нула, како што кажав минатиот пат. И застанавме во 4 стих, тука. Првата карактеристика се спомнува и ќе видиме сега интересно зошто Павле прво за љубовта, за оваа агапе љубов, кажува дека треба да е долго трпелива. Значи, љубовта долго трпи, вели во 4 стих на почетокот. Патем да кажеме дека трпението е можноста да го контролирате и да го зауздате гневот и вашите фрустрации. И кога зборувам за гнев, овде се мисли за гнев кој што е грев. За таков гнев, затоа што има и свет гнев. Или да бидете трпеливи, да бидете долго трпеливи, значи да имате долг фитил. Значи не краток фитил, па многу лесно да знаете да експлодирате, како што кажеш минатиот пат, може би повеќето сме такви, и јас се бројувам и тие, се случува да експлодираме лесно. Зошто? Што мислите, зошто Павле започнува со ова карактеристика? Љубовта долго трпи. Значи, еве, сега, веќе се насочуваме на тие меѓучовечки односи. Ако, значи, за да сакаш некого, прво треба да се сближиш со него, да се доближиш до него. Ако ќе се сближиш со него, веднаш излегуваат и ги согледуваш оние
различни карактеристики на неговиот карактер, различни во однос на твоите. А фала му на Господ, па сите сме ние различни. Сите сме уникати, никој не е ист. Ова треба да ни биде доволен податок, зашто треба да ги трпиме и да бидеме долго трпеливи према другите луѓе, значи, било кој да е тоа. Сите сме различни. А сите сме различни од повеќе причини. Значи, секој од нас носи различен багаж. Секој од нас поминал поразлично детство. Поминал низ различни етапи, мислам, маки и проблеми во животот. Значи, секој од нас поминал низ различни трауми. Така да често пати кога не можеме да го разбереме другиот, може би треба малку да помислиме дека тој е поразличен од нас. Доаѓа од некоја поинаква средина, може. Значи, за да ги сакаш луѓето, треба првин да им се приближиш и кога се приближуваш, одма излегуваат оние карактерни мани и тоа може да предизвика да дојде до судир, да дојде до судари кои што вие мора да бидете спремни да ги поднесете. Иако е потребно и да страдате и да трпите. Тоа е љубовта. Љубовта долго трпи. Во англискиот превоз долготрпеливата љубов се нарекува, значи, долготрпелива, не се користи зборот patience, значи, како трпение, туку long suffering. Долго трпи, долго страда. Suffering е баш страдање, значи. Треба да бидете спремни, значи, судирајки се со друга личност која што има, значи, земете брак, земете било што, секои двајца се различни, нема ниту еден исти човек. Ни по лик, па камо ли по карактер. Мораме да бидеме спремни на такво нешто и често пати, значи, можеме да бидеме кушани во такви ситуации да избовнеме и да го изгубиме своето трпение. Затоа е потребно долго трпение. Затоа е потребно да сме трпеливи. И навистина сите сме различни. Отворете во прво послание до Коринќаните, 2 глава 11 стих. Прво послание до Коринќаните 2:11. Овој стих го кажува токму тоа. Зошто кој од луѓето знае што е во човекот? Освен човечкиот дух кој е во него. Кој од вас знае што е во мене? Никој. Знам ли јас што е во вас, во било кој од вас? Не знам. Господ знае. И тој самиот човек се знае. Иако може да се измори. Меѓутоа, поентата е, ниту еден не е ист. Сите сме различни. Прво послание до Солуњаните 5:14. Прво послание до Солуњаните 5:14. Овде има многу убави совети, меѓутоа ве молиме уште, браќа, вели 14 стих, поучувајте ги неуредните, охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на слабите и завршува стихот со бидете трпеливи со сите. Че имате ваков, имате онаков, сите сме различни, меѓутоа Библијата вели дека треба да бидеме трпеливи со сите. Тоа е таа, значи, божествена љубов, ако ја имаме што ја немаме по природа, значи, е долго трпелива. Долго трпи, долго поднесува. Како? Како да бидеме долго трпеливи? Како кога некој ви оди на живци? Кога може би трпите некојаш неправда? Не знам, едноставно, еден куп работи може да ви го потпалат фитилот. Прво, ова е многу битно. Сетете се колку Господ е трпелив кон вас. Минатиот пат се сетивме на оние стихови во 2 Мојсеја, кога Господ излегува пред Мојсија, значи да ја види неговата слава после кон Мојсеј, и меѓу другото стои тамо, долго трпелив на гнев.
Мене Господ ме трпел, значи сега зборувам до 97, и од 97 навака ме трпи. Значи до 97 ме трпел Господ, 25 години ме трпел. Ги трпел сите мои глупости, иако не бев некој, да кажам, кој знае каков во младоста, но трпи Господ. Додека не сум обрнал внимание и не сум дошол кај Него. И од 97 навака ме трпи. Сетете се колку Господ е трпелив кон нас, секој ден. Често пати знаеме да биде тврдоглави, како израелците, да не сакаме да признаеме некоја вина, да не сакаме да се покаеме. И Господ трпи. Господ трпи, Господ прави ситуации да не скрши, да ја скрши таа наша тврдоглавост. И трпи, и трпи, и трпи. Тој е таа негова долго трпеливост. Прво послание до Тимотеј, 1 глава. Прво послание до Тимотеј, 1 глава, 15 и 16 стих. Зборови на Павле. Што вели? Верно е словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. Павле вели, и ова може да го каже само човек кој што е наистина посветен на Господа. Секој на кој што вели дека јас не сгрешив, јас ова, јас она, тој е далеко од Господа. Колку сме поблиску, вели Елен Вајд, до Христа, толку повеќе ќе ги согледуваме своите слабости и недостатоци. Значи, вели, Исус Христос дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас, а добив милост, јас, најголемиот грешник, добив милост токму за тоа, за да ја покаже Христос Исус прво во мене сета своја трпеливост. За пример на оние кои ќе веруваат во Него за вечен живот. Што ќе беше ако Господ не беше долго трпелив, еве со Павле? Колку се Господ го трпеше Павле? Па Павле ја гонеше Божјата црква. Павле ја апсеше, која беше Савле. Значи, Павле делуваше отворено против Бога. И Господ го трпеше сепак. Токму за да ја покаже, вели, значи, кон мене најголемиот грешник својата трпеливост. Римјаните 15 глава. Послание до Римјаните 15 глава. Од 5 до 7 ќе читаме, 15 глава Римјаните. И Бог на трпението и утехата да ви даде едно мислие меѓу вас по примерот на Исуса Христа, за да го славите еднодушно со една уста Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос. Затоа примајте се еден со друг, како што и Христос ве прими за Божјата слава. Што вели овој последниот стих? Значи, претходно вели дека Бог на трпението е наречен. Вели, примајте се еден со друг, како што Христос вас ве прими. Како не прими Христос нас? Такви какви што сме, не прими. Нормално не сака да останеме такви какви што сме. Меѓутоа, тој не прими такви какви што сме. Ние треба да ги примеме луѓето такви какви што се. Токму затоа што се поразлични од нас, а поразлични се од нас, кажавме од кои причини може да бидат поразлични од нас. Не секој имал живот во младоста како јас што сум имал. Да не навлегувам во детали. Никој не ми ги ни знае, фала Богу, не сум таков да, кој знае што, се жалам. Не секој имал детство или живот како Зорица или. Сите сме различни. Но Господ не примил такви какви што сме, Господ не трпел такви какви што сме биле. И Господ бара и да ние ги примаме другите како што тој не примил нас. Значи да се поучиме, да се сетиме на тоа како Господ бил трпелив кон нас. Втора работа, треба да научиме повеќе да слушаме отколку да зборуваме. Ова е чест проблем. Не случајно
Имаме една уста, две уши, а? Значи, тоа сака да каже дека треба помалку да зборуваме, а поише да слушаме. Да. Пословици 14:29. Еве, ќе видиме зашто ова е битно. Пословици 14:29. Кој се гневи бавно, значи кој има долг фитил, кој е долго трпелив, со други зборови. Кој се гневи бавно, има големо разбирање. А избовливиот во дух покажува глупост. Добре, да се задржиме на првиот дел. Кој се гневи бавно, има големо разбирање. Ако сакате, ако да ги сакате луѓето, треба да ги разберете. Токму поради таа различност, вие мора, како што знаеме да кажеме, да ги понесеме малку обувките на другиот, па ќе го разбереме тоа. Значи, мораме да бидеме подготвени да го сослушаме братот, сестрата, соговорникот, кој да е. Оние често пати, најчесто сме такви, сакаме повеќе ние да зборуваме. Лесно е да делиме совети, ама треба да го разбереме човекот, треба да го сослушаме. Ова метода е, може би, една од најуспешните и најдобрите пресведочени. Нас така не учеме во Шведска, кога одевме во колпортража да продаваме книги. Значи, не сега, ајде, ќе ти нудам голема борба или не знам, здравствена литература или било што туку. Стави се во муабет со човекот, види што него го интересира и слушај го, па после ќе знаеш и што да му понудиш. Полесно ќе можеш да го привлечеш на тој начин. А имавме разнолика литература. А не ние, не сакам да спомнам кој, не е битно, некојаш може би ја знам таков да бидам. Господ доаѓа, покајте се, како да сме во Израел. Како да сме израелци среде Израел. Ние сме на едно друго слово, Македонија, каде што луѓето врска нема. Значи, еве, од сега, од овој новиот кандидат што е адвентист за председател во Америка, се разбира колку многу американците не слушнале за адвентизмот. Таму кај што е роден адвентизмот. А камо ли па овде кај нас? Сега, добро, една од причините сме самите ние, што не слушнале, тоа е факт. Значи, треба да знаеме како да им пристапиме, треба да ги сослушаме, треба да бидеме спремни да ги сослушаме луѓето. Затоа треба трпение. И пословици 18:13 е уште еден стих во таа насока. 18:13. Кој одговара пред да чуе, тоа му е лудост и срам. Се наоѓаме некојаш во овој стих? Значи, повторно, повикани сме да сослушаме први, ако сакаме да го разбереме другиот од спротивната страна. Кој одговара пред да чуе, тоа му е лудост и срам. Бидите трпеливи, сослушајте го човекот. Интересно е, од таа комуникација, значи, која што и минатиот пат спомнав, често пати знае да зариба меѓу нас, што е, ете, недостаток пак на таа љубов, ништо друго. Знаете ли дека само 7%, ова е направено испитување, само 7% од комуникацијата доаѓа од самите зборови, од оно што кажувате. Само 7%. Сега каде отпаѓаат другите проценти? Цели 43 отпаѓаат на начинот како тоа ќе го кажете. Че вие може сакате да посоветувате некога, ама ќе му се издерете, не знам. Кој знам каков дух ќе го кажете тоа. И нема да биде прифатен советот, токму поради начинот на кој што е кажан. Значи 7% отпаѓа на комуникацијата кој што доаѓа од самите зборови, 43 начинот како тоа ќе го кажете, значи тоа се 50, цели 50, останатата половина отпаѓа на вербалниот речник, на изразите на вашето лице, изразите на вашето чело, рацете и едноставно сите движења што ги правите кога зборувате. Да. Некојаш можете само со поглед некого да убиете под ногата. Затоа Facebook
не е место за комуникација или социјална мрежа било која. Што мислите, зашто настанаа тие социјални мрежи, зашто Цукенберг или како се вика, толку многу се збогати на наша корист и на корист на цел свет? Од една идеја, му дошла идеја, чекај сега ќе отвора вакво нешто, социјална мрежа, и сега тука сите ќе комуницираат, пријатели, илјадници, еден куп пријатели, не си го ни видел пријател ти, например. И што комуникација имате на Facebook? Ќе му напишете на некој нешто, нити го гледате во лице, нити се гледа, ништо не се гледа позади, ништо, само зборовите. Само зборовите. Тие социјални мрежи постојат денеска затоа што не постои вистински социјален живот меѓу луѓето. Затоа што е изгубена онаа вистинска комуникација лице во лице. Сите седат дома затворени, во наше време, вратите се во наше време, кога ние бевме деца, сите бевме надвор. Сите бевме надвор, па ќе се степаме, ќе се скараме, не знам, ќе се удриме, ќе си простиме, па понатаму се играме, не знам. Миженичка ние викаме, односно жмурка или како ја викате. Фудбал, да, или честитки или било што. Нема, умре сето тоа денеска. Социјални мрежи, ке сега ќе се социализираме, ние толку сме оддалечени еден од друг, затоа постојат. И затоа некои се богати. На сметка на недоволната комуникација меѓу нас. Страшно. Значи, Фейсбук не треба да ви биде, или Твитер, или да ви биде мерило за било што. Често пати, јас самиот знам да коментирам така, сум пуштал, не знам, слика или некој коментар, и сега очекувам некој да ми лајкне, ама не ми лајкнал. И сега си мислам, шо е работата? Нешто изгледа, има тука. Глупости. Така да подобре, како брат Данило, мислам дека нема Фейсбук, подобре што нема. Јас се поредко влегувам таму и може би некој чисто да има некои корисни работи, информации, некој нешто што ќе изрекламира, ќе каже или било што, меѓутоа не дозволувам да тоа ми биде основно средство за комуникација, не сме да биде. Да, значи треба да бидеме спремни луѓето да ги слушаме. За тоа треба трпение и така ќе се учиме да бидеме трпеливи. Не знаеме, значи може би има некој проблем за кој што не сме запознаени. И трета работа исто е битна, треба да прогледаме некој што ни спрсти. Секој од нас знае да има лош ден. Не знам, од работа, не знам, некој ги изнервирал, било што, и сега може да дојде тука и изфрустриран целиот, и сега да направи нешто, и да ве вовлече и вас во тоа искушение да паднете и вие, и еве ви војна. Значи, секој од нас може да има лош ден, тоа е факт. Сме ги имале. Не е тоа оправдание. Ако сме секојаш со Господа, треба да биме стабилни и цврсти, но слаби сме сепак. Ефесијаните, да прочитаме сега уште некој стих овде. Ефесијаните 4:2. Настојувате да го запазите единството на духот во врската на мирот. Се извинам, тој е трети стих. Со секаква понизност и кротост, со трпеливост, поднесувајки се едни со други во љубов. Овој стих многу кажува. Цела проповед. Со секаква понизност и кротост, со трпеливост, поднесувајки се едни со други во љубов. Че видите тука, за да се поднесуваме еден со друг, треба да се љубиме, треба да бидеме понизни, треба да бидеме кротки, треба да бидеме трпеливи. Сето она што го одликува нашиот Спасител, што го одликува Господа, сето она што тој бара да се осликува и во нашиот карактер. И тоа, може имаше порано, некој ќе каже, сега доста веќе со овие работи, стално се учиме какви треба да бидеме. Дај малку нешто интересно тука, да се каже. Луѓе, нема ништо побитно. Значи, ништо нема побитно. Елен Вајд вели дека
големото, најважното дело за секој човек е изградба на карактерот. Што друго е побитно? Да, точно е интересно некој да слушнете некоја информација за папата, за, не знам, за Америка, за така некои работи. Точно сме зборували и треба да зборуваме, тоа е дел од Вранgelската вест. Меѓутоа, најбитното е ова. Ништо друго нема да однесеме горе. Вчера читавме за, ја завршивме параболата за богатиот и за бедниот Лазар, и таму видовме дека, и се поучивме повторно, дека богатиот ништо не однел горе. Вели дури таму, како и самиот Јов, што вели гол. Дојдов, гол отидов. Едно нешто само ќе однесеме, тоа е карактерот. Затоа овие теми се најбитни, јас барем сметам дека се најбитни и за мене, а и за сите нас. Матеј 7.12. Матеј 7.12. И така, се што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие така. Зашто тоа е законот и пророците. Да немате, ама воопшто, значи, воопшто цела Библија, да нема ништо во Библијата, значи да е празни, само вој стих да е, тоа е законот и пророците. Тоа е љубовта, всушност, пак. Правете им го на луѓето, оно што сакате вам возрат да ви го прават. Да. Филипјаните 2 глава 4 и 5. Филипјаните 2 глава 4 и 5. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа и на она што се однесува за другите. Имете во себе истата мисла, истиот ум, со други зборови, кој што беше во Исуса Христа. Исус гледаше за другите. Исус, ако не гледаше за другите, ако не гледаше за нас, немаше ни да дојде да не спаси. Сето ова се поучни зборови, какви треба да бидеме, како треба да живееме, како треба да ги разбереме и другите, како треба да бидеме долго трпеливи. Времето не гази, јас планирав многу повеќе да кажам, меѓутоа само уште овие стихови и тука ќе завршиме, а ќе продолжиме следната сабота, попладне, и тоа се уште на ова прва карактеристика, долго трпеливи. Јаков 5 глава, затоа што се уште не е исцрпено сето ова. Послание Јаково, 5 глава, од 7 до 11. Меѓу другото можеме да се поучиме еве од кого, за тоа како треба да бидеме долго трпеливи. И така, бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Претходно прочитавме трпеливи со сите, и овде не се мисли само на да бидеме трпеливи да чекаме на Христовото доаѓање, туку многу повеќе од она што веќе го кажуваме. Значи, бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земјата. Чека трпеливо дека него прими раниот и досниот дожд. Дури и земјоделецот може да не биде пример. Човек кој што работи земјоделие навистина се учи на трпеливост. Елен Вајд не за џабе вели дека не само на трпеливост, туку и на понизност. Да се занимаваш со земјата, со она од кое што си создаден, навистина учи и на понизност и на трпеливост. Да чекаш што ќе даде Господ. Да посееш и да чекаш, да видиш што ќе роди, дали ќе роди. Чекајте трпеливо и вие, зацврстете ги своите срца, зашто е близо Господовото доаѓање. Че е едно храбрување, близо е. Чекајте, бидете трпеливи. Не воздивнувајте, браќа, сега, значи, гледаме овде дека не е само опрашање чекање, од таков тип на трпење, туку долго трпеливост. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата, значи близо е Христовото доаѓање, доаѓа судијата, за некого судија, за некого спасител. Немајте да воздигнувате, немајте да еден против друг да станувате. Бидете трпеливи. За пример на злостадрањата и на долготрпението земете ги, браќа, кого?
Што вели овде? Пророците кои што зборуваа во Господово име. Ево го Еремија. Еден од пророците. Што се истрпе Еремија? Кутриот тој. И да, често пати читавме и гледавме дека реагирал како човек, затоа што е човек. Но што се претрпи? Овде писмото не повикува на тоа да се поучиме од браќата пророци. Како тие трпеа и што се тие истрпеа. Кој што зборува во Господово име. Значи, ова исто подвлекува една друга мисла. Значи, дека ако вие останете доследни на проповедање на Евангелијата, значи да го објавувате Господовото Слово, ќе мора да имате трпение, затоа што ќе се дигнат против вас. Елен Вајд вели, браќи и сестри, а не па да не зборуваме за тие надвор, кои што не допринео Духот Свети или оние кои што го отфрлиле, ќе бидат буквално како по природа оно што е човекот. Знаете, човекот по природа каков е? Погледнете на Голгота, таму ќе видите каков е човек. Значи, таму многу јасно и највеќе беше откриена Божиот карактер, Божијата волја и љубовта Господова, ама и најјасно беше откриен човечкиот карактер, човекот по природа. Човекот по природа губива Бога. Тој мој непријател на Бога. Така да ќе се дигнат против нас, мора да бидеме трпеливи. Ете, блажени ги нарекуваме оние кои претрпеа. И сега вели, чувте за трпението на Јов. Следниот пат ќе го спомнеме Јов. Чувте за трпението на Јов, а видовте како Господ го заврши тоа на благослов на Јов, нели? Знаеме како заврши книгата на Јов, а што се истрпе тој човек? Кој од нас, браќи и сестри, трпел како Јов што трпел? Не знам какво детство и живот да сме имале до сега. Кој од нас истрпел толку како Јов што истрпел? А сепак тој истиот вели, гол, дојдов гол, ке одам, Господ даде, Господ зеде. Не кренал глас против Господа. Се му зел, под наводници Господ, односно со дозвола на Господа, ѓаволот, за да победи на кладбата, да кажам така, под наводници. Му е оставил само жената и сега причината зашто му е оставил жената може да нагаѓате, гледаме тамо, читаме ни зашто му е оставил жената, за да го сруши преку жената, ама не успел ни така. Како и да е, Јов, треба да се поучиме на трпењето на Јов. И видовте, вели, како Господ го заврши тоа. Зошто? Зошто Господ е многу милостив и сочувствителен. Да не го забораваме, овде ќе завршиме. Господ е многу милостив, Господ е сочувствителен, Господ е долго трпелив. Не забравяйте, браќи и сестри. Ако не беше долго трпелив, немаше никој од нас овде денеска да биде. Да се поучиме од него, да се поучиме од пророците. Следната сабота ќе видиме малку повеќе од тоа. Нека Господ ни помогне на вистина да бидеме долго трпеливи, затоа што љубовта е тоа. Амин.